Графити се пишани текстови или цртежи направени на зид на некој објект или друга површина, обично без дозвола. Графитите се движат од едноставни напишани називи до елаборирани зидни слики, постојат уште од античко време, со примери кои датираат од антички Египет, Грција и Римската империја. Модерните графити се контроверзна тема. Во повеќето земји, пишувањето или сликањето имот без дозвола се смета за вандализам. Ова е само најава за разговор со гостинот во подкастот Зошто, Драган Китановски, Драш. Добар ден, Драш. Добар ден, фала ви за поканата. Добра некако звучеше као дефиниција за најава, шо како е. Горе-доле така се слагам. Да, ја прочитав на интернет, да бидам искрен. И сега првото прашање, нели, има голем историјат оваа уметност, за некого уметност, за некого вандализам, за тебе што е? Пак, ја би рекол дека има некаков си уметнички израз, сепак. Со тоа што да направиме дистинкција, предходно што разговаравме, дека да не се поистоветуваме со на политички пароли, шкртаници и такви ствари, едноставно графити како форма на изразување, дали се тоа букви, форми, карактери или било што, понатакете се развиваат. И мислам не дека сега, него имало и предходно и мурали, и отсликување на поголеми слики, во кој што има некоја си содржина, концепт и така. Веројатно и тоа е причина што луѓето овдека ги мешаат тие работи, да речеме постарата популација, викат види деца ги прошкртале зидовите на зградите во Карпуш 4 на пример, каде што во посета на постари луѓе. И сега ја еднаш пробав да објаснам, не вика тоа шкртаници што ни беа убави бели. Да, ама пак ако гледаме така Скопје во веќе наликува на некој си постапокалиптичен град. Реално фасадите се стари и единствено нешто што ние како некаков си придоднес може да направиме е да има некоја си одредена слика која што нема некоја си трајно вредност која што ќе остане или се прецртуваат едно врз друго, така да све тоа, не знам, одраз на некое ново побунтовно општество, како да го склопам тоа. Добро, сега кога сме кај бунтовно општество, те прашам, адреналинот како ти работи? Колко го цртате тоа легално или нелегално? Што знам, вака, у денешно време мислам дека и не се ни оптеретуваат луѓето, толку не се замараат околу тоа дали е нешто нацртано и шкртано. Порано имаше поголем проблем беше да излезеш и да нацрташ нешто од аспект на тоа дека ќе дојдат ќе те уапсат жандари, ќе ти одземат предмети и такви ствари, али сега некако и они се потолерантни, вајде да има некоја промена на генерација и вајде тие што се помлади вработени имаат разбираат дека е окей, вајде. Имате ли еве денеска проблеми со да ви кажам, полиција или граѓани, дали ви довикуваат? Па тоа е разликата, например, што последниве, можам да кажам, 6 години, многу подобар одзив има некако кај граѓаниве од аспект на тоа, ќе се симнат комшиите. Ја у Карпаш 4 живеам конкретно. Ќе дојдат ќе те почастат кафе, сок, нешто и фала дечки, многу убаво ни го разубавевте просторов тука дали на некоја зграда, трансформатор или било како. Македонските уметници, или како се која Ја не го ставам тоа како уметник. Пре би кажал како графити цртачи или не знам, сите тие луѓе што цртаат графити и мурали ги ставам во некоја си класификација на цртачи, не као уметници. Дали сте ви организирали во некакви групи, во некакви, имате ли здружение, нешто? Конкретно тука у Скопје немаме некоја си таква организација, не знам, у Куманово имаат као здружение некоја форма Куманово и 6-та година се случува графити фестивал, викендов бевме под нивно покровителство и на уште едно здружение во Кочанијете, цртавме еден голем потпорен зид и поминавме супер. Се како групирање, да, се знаеме горе-доле сите кои сме, шо сме, заедно некад работиме некогаш секој посебно, така да има убавина и дружба во цело тоа. Добро, во 2021 сте добиле легални зидови или слободна графитна зона. Градски трговски центар од 2018 има галеријата на графити и мурали, градот е убав. Да. Тоа беше некоја си идеја, мислам тогаш беше директор Русе на МКЦ. И тоа беше негова идеја со идеја на Филип Коневски да се исцрта доле 57-мица кај што поминуваше во ГТЦ. И за таа галерија конкретно рековме убаво би било да останат така, пошто да, тоа е малку еден таков простор, бетонски зидови, голи, малце темно, малку зачадено од автобусите. А бетонски зидови други кои што се као легални се подпорниот зид после Реплеку Нерези,
И сега вака горе-доле што сум гледал, има се менјаат цртежите тамо, вајде од некои странци кои што доаѓаат тука и цртаат. Не знам, има доле исто под стоковна куќа мост и горе-доле би можел да речам дека и Кеот е исто доста нацртан. Вака Кеот на каде што Вардар. да, каде што не би дошле некој да ти прават проблем, него по сигурно да нацрташ нешто и да знаеш дека нема никој да ти пише казна или пријава за. А сте барали, например, од градот или од општините во Скопје, па и надвор од Скопје, во други градови, да ви дадат легални ѕидови, како да ги наречеме, за цртање? Не сме имале некаква од таков аспект некоја си соработка, али во мене лично многу ми имаат искочено во пресретите од општина Центар, конкретно. Имавме повеќе гости и организирана од нивна страна, фактички збратимени градови се Скопје и Нимберг и по повод 60 години од земјотресот, ланска година, оствели 2024, дојдоа и ни дадоа од општина Центар, ни го дадоа училиште во Димитар Миладинов да се исцрта целото и беше онака супер и за дружба и за да се смени изгледот на едно школо. Пак треба да биде весело, шарено, некоја детска тематика. И како реагира децата, например, учениците во школата? Тоа беше цртано реално баш тој период околу 16 јули, 17 јули, кога е и земјотресот, така да немаше нешто деца таму, али вака гледам дека уште стојат, така да мислам дека има некој добар одзив исто и како се викаш и Кочо Рацин училиштето, тоаш имаше деца и се радуваа дека пак нешто им се црта и не се ѕидовите само со шкртаници, него ќе добијат некоја поинтересна слика. Да сте размислували за некаква стратегија? Колку ве чини тоа? Дали е ова скапа работа? Абе, вака се. Од моментот дека еден спреј кошта 5 евра. Со 2 спреја можеш да направиш само букви некој или нешто поедноставно, така да колку повеќе боја има, толку повеќе финансии требаат и тоа е, мислам дека околу соработки би побарал да има некаков си поголем одзив од општиниве да прифатат, например, ако има некој простор кој што треба да се разубави или да се нацрта, да имаат во обзир дека има луѓе кои што би дошле и би го сработиле тоа. Според онаа народната никој нема ти даде ако не побараш. Те тропнали ли на некоја врата? Да речеме во училишта, во спомнавте две, ама тоа било на иницијатива на општина Центар. Не. Тоа е иницијатива на дечки од Германија. Као подугачко Нимберг Скопје што? Да. Оваа година па ние бевме таму поканети како гости, така да. И цртавте таму? Цртавме, супер беше. Супер поминавме, 5 дена бевме гости таму. Што пораки праќате со мурали, со цртежите? У принцип не дека треба да има некоја си стриктна порака, слободна тематика беше, имаше луѓе што цртаа и букви, некои карактери, не знам, ја конкретно можам за мојот цртаж да кажам, земав нешто од архитектурава што е нивна баварска конкретно таму, нешто да изгледа како оние баба јага, баба рога со ноџиња некоја, таква крововите да наликуваат на нивнава архитектура, така да тоа ми беше цртажот таму. Да. Добро, и цртате и мурали и на тазе фасади? Да, фотографијата. Во моментов Драж ми покаже фотографијата што е. И така да пак е нешто, можам да кажам дека за мојот стил е повеќе нешто како детска илустрација некоја, не цртам портрети. Ова е веќе наменски. Да, наменски. Ова е веќе наменски. Кефот што е поголем, например, муралите кои цртате на тазе фасади, на нови згради или например поголем е предизвикот кога треба да разубавиш нешто на што е веќе изедено од забот на времето? Второто, пошто у принцип ај тоа што е ново, ми е жал некако не би ги оштетил фасадите. Сме имале соработка исто со Линеа, како приватна фирма инвеститор која што гради згради и не дадоа нови фасади. Убаво и тоа, веќе кога ќе склопиш некаков си концепт. Али онака како првичната ро форма на графити е и тоа што е забаталено од времето или некои порустични ѕидови шкртани, да ги покриеш и тие политички пароли и све што е останато, па да оставиш некоја си... Посебно интересно време на избори, кога... Да, ама тогаш па тоа меч со двеоштрици, порано поишани ги шкртаа графитите, па после ќе коригираш нешто таму, така. Така, добро, а го спомна Нимберг. Претпоставам си видел и по разни метроа, да речеме, во интересен и во и чуден Европа, град. па и во Америка нацртани мурали. Да.
На кое, метро ако се системот- споредиме вака, вие ако се споредите како групи овдека што цртаат во Скопје и речем не знам, Њујорк или Па кај нас е поразвиено тоа што го викаат стрит културата на цртање. Кај нас возовиве не ни движат толку, немаме некој систем разработен или па да земеш да ги црташ автобуси од ЈСП. Немаме ни метро. Да, немаме ни метро. И мислам дека повеќе ни треба да се разубават некои простори тука што се конкретно кај што циркулираат млади или кај што има некои по рустични фасади. во градскиот Не парк мора да имате биде. цртано? Па цртавме порано на школката, сега е прекречена и цртане од Дејвид Стоилковски, еден уметник од Куманово, така да. И на оние јавните вециња имам цртане сега пред скоро, нешто со жената со децата кога бевме искочени у парк, чисто ете за размова, нешто брзински за половина час, не нешто посериозно, така да. Така, добро, последните години во Скопје и низ други градови има повеќе мурали, споменици на истакнати, како сега тој израз, истакнати личности, нели, како Така, ги да. нарекле, а вашите колеги се согласуваат дека тоа е добар начин да се покаже почит. Да. Ама за трендот да продолжи, ајде прво ствари, кои личности сте ги нацртале, да речеме во Скопје или во други, па и во други градови? Во Скопје за Александар Џамбазов цртавме заедно со Маријан Димиќ. Во Дебармало. Во Дебармало, да. Горан Стефановски го црташе Блажен Имлес. Да, Горан Стефановски, Да, и писателот, така, да. поетот. И се поентава е дека добро е као начин да се оддаде некаков си почит према тие ликови кои оставиле некаков печат претходно во историјата на живењето во Скопје, ама не би се врзал конкретно само за таа тематика, него треба да има некаков си по слободен дух, не знам, ете пред 2 недели бев во Нови Сад. Се црташе на нивниот трговски тамо променада горе. Значи отворена тематика, беа поканети уметници претежно од Балканов, Словенија, Хрватска, Црна Гора. И беше супер дружба, немаше стриктно некоја тема, секој сработи нешто. Имавте секој свој дел. Да, секој едно определено парче кое што треба да се сработи нешто свое. И тоа го ве ангажира ти од тој трговскиот мол, од центарот? Преку невладина организација на пријател наш со кој што соработуваме подолго време. Ете, ланска година имавме добра дружба во Мостар, тоа беше исто, се отцртуваше зидот на затворот во Мостар. Така да. Добро, очигледно Пак е тоа некоја јавна површина и се и да земат да го искречат само, пак ќе дојде некој нешто ќе шкртне или ќе напише нешто. А вака оставаш цртеш, има некаква си култура, веќе се покрива свеста кај народот, не ги препокриваат тие работи, наоѓаат некоја вредност во тоа и не ги шкртаат. Добро, се тоа чини пари, значи па и патување, да речеме надвор кога се оди од Скопје. Кој треба да потурне работа? Може би да го направиме градов поубав? Спомнаме и тоа се стварно малку локации како легални зидови што ги... И тие како легални, другиве конкретно за Александар Џамбазов беше идеја на градоначалников на општина Центар и со Игор Џамбазов некако искомуницирале за да се направи нешто такво. Значи сепак е тоа на кој докаде му е свесноста. И сега некој што им е интересно тоа и што виделе дека е убав начин да се оддаде почит, го практикуваат. Добро, јас ти благодарам за разговоров. Почитувани го слушавте Драган Китановски Драж, еден од нашите познати, нема да го потребам зборот уметници, бидејќи така. Да, ете графити цртачи или графити не знам. Цртачи. Све тоа спаѓа во една стрита. Кој ни го разубавува градот и уште една напомена, не е тоа до ние што шкртаат под зидови се и се што им не праќаат политички пораки. Так. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.